размер. Сика кои се најефикасни механизми ќе ги подучат младите дека разликите и мултикултурализмот се всушност убавината на постоењето, на живењето. Некој механизам вие што го употребувате дома со децата и што сакате да се спроведува генерално во општеството, сите да го прифатиме. Механизмите потекнуваат нормално, нели, од домашното воспитание, од нормите, од образованието, од секаде со што едно дете е опколено како во својот ден, опколено е со семејството, опколено е со образованието, со училиштето и со другите некои активности. Најдобар начин да се бориме против сите предрасуди кои што ги имаме е да бидеме дел од сите случувања или да бидеме дел со сите тие различитости кои што не обкружуваат. Значи, еве јас, моите деца, идеме на сите настани кои што се случуваат, дали ако сакам да ги подучам дека во нашето обкружение имаме деца кои што имаат посебни образовни потреби или посебни други потреби кои што ги имаат, ние идеме и волонтираме во такви здруженја, идеме на такви настани, затоа што тие деца се исти како сите останати, не треба ни да ги разликуваме, дури ми е незгодно да кажам тие ние деца, туку сите сме ние, секој од нас има посебни други потреби. И едноставно моите деца ги учам да ги запознаваат сите разноликости на етничка основа, на верска основа, и мислам дека еден најдобар механизам е родителите директно да комуницираат со децата и да ги водат на сите тие места каде што може да ги запознат различните од нив по секој однос. И тоа е најдобриот механизам. Јас не можам да им говорам на моите деца, знаете, таму некаде има еден народ кој што се вели така и така, тоа најдобро да имаат другарчиња и пријатели, и затоа што видат дека не се. И не зборуваме за разноликости и различности, туку едноставно секој е таков каков што и ние го прифаќаме. Мислам дека најдобар метод е, и дури ова што се случи во Америка, иако навидом далеку, реално многу. Родителите кои што имаат деца со посебни образовни потреби постојано се жалат дека доживуваат негативни коментари од своите другарчиња во училиште, бидејќи наставничките се можеби присутни, но не можат цело време да бидат присутни на одморите и на друго. Мислам дека родителите имаат сериозна обврска и право и должност да ги учат своите деца на сето тоа што убавините на што обкружуваат, и многу е битно пристапот како ќе го имате. Тоа е убаво, тоа е разноликосите се убави, тоа е како на моите ќерки, бидејќи се мали, им кажам како ливада со различни цвеќиња, кога ќе видиме една не е интересна, која е еднолична, но ако има различни цветови, тогаш е многу поубава, дури на некаков сликовит начин да ги уживаме и ние како родители да ги прифатиме сите. Од тука ми побудите едно подпрашање. Дали е во ред да има сегрегација во образованието? Например, во Македонија има училишта каде што учат само македонци, каде што учат само албанци, и училишта каде што учат деца со нетипичен развој, условно кажано. Дали е во ред да постои таква сегрегација, бидејќи е класична сегрегација? Поделбата почнува од таму. Им правиш посебни училишта. Потребна е поголема инклузија. Сите да учиме заедно, сите. Дали е потребно, кој е најдобриот механизам во однос на образованието? Тука зборуваме за некои различни права кои што од друга страна ги имаме. Прво би почнала со Законот за образование кој што беше донесен неодамна, законот кој што ние го нарекуваме Законот за инклузивно образование, каде што сите деца кидат во истите училишта каде што идат, мислам сите деца кидат во исто училиште. Тоа дефинитивно е за поздравување, каде што нашите деца сите тука заедно ќе учат без разлика дали се разликуваат во однос на некои образовни или имаат некои други потреби или некаков различен развој во своето созревање. Во тој момент го поддржувам Законот за инклузивно образование и мислам дека сите ние родители мораме да го поддржиме тој закон. Да, секако тука се асистентите кои што ќе им служат на таквите дечиња, но сепак мислам дека сите ние како родители мора да го поддржиме тој процес и секој поединечно да работи со своето дете. Но во однос на сегрегација по однос на јазична бариера, значи во Македонија секој народ има право да учи основно образование на свој мајчин јазик. Тоа го има и бошњачката заедница, и турската, албанската и слично. Но она што е во чекор кон инклузијата, да тие училишта бидат заеднички. Значи во едно училиште, на пример, ние имаме прилика во
во ЧАИР училиштата имаат согласно населението кој живее околу нив, имаат училишта, имаат паралелки на македонски јазик, паралелки на албански јазик, каде што си идат во иста смена, децата исто функционираат, се сретнуваат, да, и се дружат. Во, како што кажа, тоа е приликата во Скопје, но најчесто сегрегација, не би поддржала сегрегација во однос на различни, како што велите, посебно училишта за македонци, посебно училишта за албанци, ако се наоѓаат во население каде што живее таква мешани заедници. Значи, ако е окей, место каде што нема албанци, или место каде што нема македонци, или каде што нема бошњаци, турци, албанци, тогаш окей да има такво училиште, но например како што имаме прилика да видиме во некои градови, навистина е болно да се прават две паралелни училишта или како што е во Чашка. Случајот во Чашка навистина беше едно болно искуство да се гледа не од страна на како гледачи, каде што родителите застана и направи еден коридор и не ги пушта своите деца да идат во училиште затоа што во истото училиште дојдаа деца албанци кои што сакаат да учат на албански јазик и многу беше болно кога родителите направија како еден коридор и децата од албанската националност влегуваа во училиштето и тие онака страна не им довикуваа ништо, но едноставно не ги пуштија децата во тие моменти да во училиште. И на тие дечиња си верувам дека има станале трауми, дека затоа што ние сега доаѓаме во училиште, вие не ги пуштате вашите деца, што сме ние поразлични од другите деца кои што бараат да учат. Така да генерално многу треба да се работи на тој момент и мислам дека само со рано запознавање, дружење, немање проблем за учење на јазикот на другите, мислам дека така ќе се избориме за едно инклузивно сосема образование. Едно малку по-филозофско прашање. Зошто сме нетолерантни? Се плашиме од различното или пак ако навредиме некој се чувствуваме супериорно? Кои се вашите гледишта по тоа прашање? Тоа се длабоки интимни размислувања. Да, многу интересно прашање и постојано ви буди чувство на фрустрација кога ќе видите некој насување на нетолеранција и тоа чувство на немоќ или тоа чувство на супериорност, а некој го смеате дека е инфериорен, едноставно ви тера некако да реагирате нешто да направите. И навистина е непријатно тоа чувство и мислам дека никој во својот живот не поминал да не доживее чувство на дека е поинфериорен, посебно со миграциите кои што ги имаме. Ние сега постојано патуваме во земјите на Западна Европа, гледаме кога ќе слета авион од Македонија како ве доживуваат на граничните или на пасошката контрола. И многу ме е жал што го забораваме тој момент и повторно имаме чувство да сакаме некого да маловажиме по нешто што сметаме дека сме поразлични од него. И навистина боли фактот кога некој ќе ви каже ова е само Македонија на македонците, ова е само наша земја, одете си. Значи чувство кога некој ќе ви каже одете си од тука, тоа сум го доживеала посебно социјалните медиуми, многу често дури од луѓе со име и презиме кои што ги знаете од јавниот свет кои ќе ви кажат ако не ви се допаѓа одете си од Македонија. Тоа чувство е тој збор на нетолеранција, затоа што имате различно размислување кон некоја ситуација, дека вие треба да напуштите земјата која всушност е и ваша. Чувството дека на вас ви припаѓа, на мене не ми припаѓа, само затоа што имам различно име и презиме. И понекогаш сум се обидувала да го сватам меинстримот на тие луѓе, зошто имаат потреба да... Мислам дека тука е стравот. Стравот дека не се познаваме доволно. Стравот дека сакаме нешто да смениме, нешто што луѓето навикнале да живеат по еден терк и сега доаѓаме ние, условно кажано, и сакаме тоа да го смениме. Дали тоа јазикот, културата и сите тие обележја на еден народ. А всушност не сваќа дека ако јас сум различна, тој е различен, сите сме различни, само ќе го напредиме општеството, ќе го напредиме живењето, а никако нема да допринесеме до менување на ние. Дури да се сменат некои работи, па не е толку лошо и во промените, со дека секој од нас има право да си го задржи тоа што е. И мислам дека нетолеранцијата доаѓа пред се од стравот, од незнаењето и секако од неказнивоста. Со дека сме нетолерантни, никој не казнува за тоа, имаме чувство дека сме слободни да навредуваме и да немаме толеранција кон поразличните од нас.